Европската Унија има разбирање колку досега има направено Македонија, но тоа што е договорено е договорено. Доста ние како држава направивме за тие европски интеграции, патот е фрустрирачки, а уште не е ни почнат. Председателот на Европскиот совет Кошта и премиерот Мицкоски се согласни дека местото на Македонија е во Европската Унија, но двајцата има различен пристап како да се стигне до таму. Според Кошта, Унијата разбира дека Македонија направила многу. Променила знаме, име, го менувала уставот неколку пати. И за тоа постои разбирање, посебно кога сега се бараат гаранции дека уставните измени ќе бидат последниот услов. Но тоа што било договорено во 2022 година треба да се испорача. Сваќам кога премиерот вели дека веќе е променето знамето, името на нашата држава, кога вели дека имало измени во уставот, сето тоа го сваќам. И сега треба да бидеме сигурни дека никој нема да дојде и да побара нешто повеќе од она што претходно било договорено. И јас навистина се согласувам со него. Она што е договорено и сега треба да испорачаме. Не ни треба план Б. Треба да го испорачаме план А, што е во мојот фокус. Според премиерот Мицкоски, тоа што го подпишала претходната влада на СДСМ и ДУИ во 2022 е направено со суспендирање на парламентот, а оваа влада тоа не може да го прифати без да се види добра волја и пред Бугарија да почне да ги исполнува своите услови од договорот. Според него процесот е двонасочна улица и ако едната страна континуирано испорачува, а другата ништо, тогаш тоа нема цел. Не можам никогаш да се сложам на било што поврзано со промена на уставот, ако знам дека една земја членка на Европската Унија се уште го доведува под прашање мојот мајчин македонски јазик и мојот македонски идентитет. Кога ќе имаме јасна позиција и од страна на Европската Унија и од страна на сите земји членки околу многовековниот македонски идентитет, јазик и околу вистинската желба да бидеме дел во европското семејство, но и почитување на европските институции како што е Европскиот суд за човекови права, тогаш јас сум тука подготвен да разговарам во секое време за се. Да покажеме дека можеме и дека ќе годиме патот заедно. Двајцата соговорници по средбата се согласија дека процесот на евроинтеграција е тежок, а понекогаш и фрустрирачки, но Европската Унија ги цени напорите кои земјава ги прави за да се подготви да стане дел од европското семејство. Според високиот европски гостин, владата во поглед на реформската агенда постигнала голем напредок, со што уште еднаш докажала дека иднината на Македонија е во блокот. Според Мицкоски, оваа посета на Кошта е потврда на европската перспектива на Македонија и на Западниот Балкан. Тој ја реафирмираше јасната заложба на владата за европскиот пат, но со почит кон нашиот идентитет и националното достоинство. Кошта се сретна и со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во петок во Тирана, тој ќе биде кодомакин на 6-тиот самит на Европската политичка заедница. Самитот на кој ќе присуствува и премиерот Мицкоски ќе се фокусира на безбедноста, а лидерите учесници на собирот ќе ги споделат своите визии за иднината на Европа.